Креативно решавање на судири е проект кој го реализира Здруженијето Доверба од Куманово. Во рамките на проектот е програмата за креативно решавање на судири во клас, преку која низ обука наставниците и стручната служба од средните училишта Наце Боѓони, Гоце Делчев, Перо Наков и Киро Бурнас се запознаа со сет на креативни техники и методи со кои ќе може да постигнат поголема мотивација и ќе разбудат поголем интерес кај учениците. Проектот, кој финансиски е поддржан од екуменска иницијатива Жена Хрватска, започна со реализација на 1 јули годинава, а завршува на 15 ноември. Тие добија основни информации како да се справуваат преку активно слушање, преку техники на ненасилна комуникација, но уште повеќе преку оној софистициран пристап со разбирање на емоции, со разбирање на различни размислувања, вреднување на различни размислувања, од, квантитет да се добие квалитет, а не како што имаше порано обичај да се гледа дека некој чудно размислува, веднаш да се утюткува некој ученик, ако дава некои информации што од прва рака нас ни се чинат неразбирливи, туку да им дадеме можност да се дообјасни, да го разбереме и да сватиме дека една иста работа може да се перцепира од различни страни и да дојде до исти заклучок. Да една ширина во перцепцијата на учениците, сепак тука се изјаснија професорите свесни дека тие се модел на нивните ученици, не ги исклучивме и авторитетот на родителите и поддршката, што и текако ни е важна. Проектот е поддржан од екуменска иницијатива Жена од Хрватска. Траеше од 1.7.2024 еве до 15.11.2024 година, со тоа што е на дополнување на претходната работа што го работи Здружение Доверба Куманово. Тука би го истакнала на пат кон почит и разбирање, па понатаму нејми сведоци што вие бевте, нели бевме и на емисија, во кој што на учениците им требаше поддршка од своите другари, ама тука, секогаш и секогаш оној триаголник наставник, ученик и родител го истакнуваме, го поддржуваме. Свесни стана наставниците дека да се разбере ученикот, да се поттикне, да се поддржи, му е јакне самодовербата, емпатијата и секако една среќа и радост во училиштата да секој со задоволство оди затоа што може да биде разберен. Предавач на трибината на тема креативен процес во функција на решавање на судири во училиште беше професор доктор Софија Глигоровска од Филозофскиот факултет од Скопје. Она што денес имавме можност да го слушнеме, дека навистина многу се работи на оваа тема во општина Куманово и дека и такако во рамки на проектот наставниците се оспособени да работат за креативно разрешување на конфликти, меѓутоа секогаш сметам дека нели ова е тема која што е актуелна и секогаш треба да бидеме во со она што се случува, така што никогаш не се наодмет вакви дискусии и трибини и ја поздравувам нели оваа идеја да работиме на унапредување не само на креативноста, туку и како што неколку пати во текот на буката беше нагласено, емоциите на учениците, развивање на емпатија, како и напредување на менталното здравје. Раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ смета дека судирите во одделенијата и класовите може да се надминат преку основниот триаголник на комуникација – ученик, наставник, родител. Проблемот го гледам само во надминување, во оноа враќање на оној триаголник на комуникација помеѓу наставникот, родителот и ученикот, а не префрлување на вино. Јас сум сведок на една класкарица, би рекол, на која родителите префрлуваат вина, доаѓаат кај мене, многу пати знаат да погрешат, да дојдат кај мене, мислат дека е инспекторат, да прескокнат и наставник, и стручна служба, и менаџери да пријавуваат во сектор за образование. Зошто? Виновен е класниот, виновен е директорот, стручната служба. И потоа, кога ги сослушат директорите, префрлуваат вина на родителите. И пак ќе речем, доколку тој триаголник на функционирање добро, ама не се врати. Во моето време не требаше родител да послуши дека постои проблем. Сега се малку работите се измести. И нашите родители тоа цврсто веруваат на наставникот. Сега гледам дека тоа не е баш така.
Идејата на креативно решавање на конфликти беше во суштина да се потикнат и наставниците да изнајдат креативни начини на кои што би можеле превентивно да делуваат во своите училишта и да им помагаат на нивните напори. Но исто така, значи, насилството или булингот не може да се реши само со обвестување на едните. Значи, сите мора да учествуваат подеднакво во превенцијата, и наставниците, и другиот кадар во училиштата, менеджментите исто така, и родителите и самите ученици. Низ интерактивен пристап преку вежби, споделување на искуства и идеи за поефикасен пристап кон зајакнување и разбирање на ученици во овој процес, им помагаме да доживеат самопочитување и самопотврдување, а со тоа да станат и поотпорни на фрустрации и помалку склони на деструктивно и агресивно однесување, посочува Јанкова. На трибината беше поделена и брошура во која се појаснети повеќе појави, природата на креативноста, што е креативно решавање проблеми, психолошки перспективи за конфликт, видови на конфликт во училишна средина, концепти и модели за решавање на конфликти, важноста на емотивната интелигенција во управувањето со конфликт, теорија на трансформативен конфликт, креативни стратегии за решавање конфликти и реални примери од училиште.